Океј, дечки, денеска ќе зборувам за погрешни податоци кои што умот ги има. Нели, сум зборувал за аналитичен, за реактивен ум, за таа преубава книга Дианетика, која што ја промовирам како многу убава книга во врска со тоа како да се исчистат неубави работи и така натаму. Но денеска ќе зборувам за тоа како човекот да се справи со негативни податоци кои што човекот ги има. Гледате, човекот не мора да има може да има негативни податоци кои што се дојдени од некои луѓе кои што он не ги филтрира тие податоци. Ако имаме ние луѓе кои што се околу нас, обично кои податоци од кои луѓе најмалку ги филтрираме? Обично филтрираме најмалку податоци од тие што ни се најблиски. Поради тоа што секогаш ни мислат добро, секогаш има добра намера и така натаму, и ние не ги филтрираме тие податоци. Што сакам да кажам по тоа да ги филтрираме податоците? Дал тие податоци воопшто се точни или не се точни како податоци во врска со животот? И кога човекот ги добива тие податоци кои што не се точни и кога почнува да делува врз база на неточни податоци, тогаш има неуспешен живот. Поради тоа што успешноста во животот се базира на тоа колку точни податоци имаме во умот и секако врз база на тоа дали сме храбри да почнеме да ги користиме тие податоци, да ги применуваме во нашата околина. Но човекот може да почнува да собива негативни податоци. И сега ви кажам како човекот брзо доаѓа до негативни податоци. Ние имаме секакви податоци во нашиот ум. Гледате, кочи на Инстаграм. Не знам зашто кочи. Океј, кажете ми дали кај другите кочи на Инстаграм да рестартирам или ме слушате, затоа што сега почнувам да зборувам, па после тоа више нема ни да пратам кој што пишувам, а ако кочи на Инстаграм сакам да направам нешто. Дали на другите ви кочи на Инстаграм или не? Дани Ангелова вика кочи секаде, што значи на Facebook, укочи скрос. Добро. Океј. Дал кочи на Facebook? Дал Facebook откочи? Дечки, дал сме окей? Јулиета вели кочи Инста. Да, Инста го рестартирав, но Facebook сме окей. Добро. Тие што имате Инстаграм, ако кочи ке вас, дојдете на Facebook е окей, не знам зашто Инстаграм кочи. Но зборувам се како човекот да успее и што се случува, зашто човекот има и зашто човекот добива негативни податоци. Гледате, интересна работа е. Кога човекот сака да успее, самата желба да успее е многу важна. Зашто човекот кога нема желба да успее, човекот ќе почне да реагира врз база на негативни податоци или на многу погрешни податоци. Така да ние имаме податоци во нашиот ум. И двете работи се важни. Желбата да успеете, но исто така и податоците да се многу точни. Затоа што ако ти имаш неточни податоци во твојот ум, не можеш да успееш, па после тоа ќе се разочараш и кога ќе се разочараш и ќе се обесхрабриш, после тоа не сакаш да успееш и кога не сакаш да успееш, уствари ти се поврзуваш со сите тие неточни негативни податоци кои што циркулираат во општеството. А негативните и неточните податоци во општеството циркулираат од неуспешните луѓе. Значи, сите луѓе кои што се неуспешни функционираат врз база на негативни податоци. Ајде да кажеме, слушате разочарани луѓе. Не можеш да им веруваш на луѓето. Луѓето се вакви, луѓето се онакви. Не можеш да успееш во Македонија. Тоа се неточни податоци. И како ќе ги собереш тие неточни податоци? Тие неточни податоци ги собираш од луѓе кои што се неуспешни. Сега, успешен човек, кога ќе видиш успешен човек, он обично функционира врз база на точни податоци. Но успешен човек не значи само некој што е богат. Тој човек може да биде успешен на тој план, на материјален план, ама не значи дека е успешен на тема фамилија, на тема пријателства, на тема здравје и така натаму. Вие ако сакате да видите, например, сакате да бидете среќни, гледај и збори со човек што е среќен, затоа што тој кој што е среќен и е високо со емоциите, тој знае како да биде високо со емоциите, знае како да биде среќен. Но ти не можеш да бараш податоци за како да бидеш среќен од тажен човек. Не можеш ти да бараш податоци како да бидеш среќен од саркастичен човек. Не можеш да бараш ти податоци како да бидеш успешен и да се
чувствуваш многу убаво од циничен човек, затоа што тоа не иде едно со друго. Тоа е како да сакаш да бидеш успешен и бараш податоци за успех, ама човеков по контейнери и нема кај да спие и пита и така натаму, се свикаш како можеш да бараш за тоа успех од некој човек, така? Сега, ако човекот кој што ви дава совет, ајде да речеме што се случува во животот, многу едноставно, гледате, тоа го објаснува филозофов Хабрс во оваа книга, само анализа, многу интересна е, каде што човекот како душа се обидува да го освои физичкото универзум. И он кога ќе дојде во контакт со физичкото универзум, он доаѓа во контакт со стопови, доаѓа во контакт со некои работи кои што го спречуваат да успее понатаму, затоа што во целта, кон целта ние имаме стопови и препреки кои што мораме да ги надминеме за да дојдеме до целта, но човекот, замислете, еднаш е стопиран, втор пат е стопиран, трет пат е стопиран. И он кога е стопиран, кога не продолжил понатаму да стигне до успехот, он што обично прави? Он обично доаѓа до заклучок. Но тој заклучок кој што ќе го донесе разочаран човек и неуспешен човек, му е намалува неговото свесност, затоа што не успеал, затоа што не дошол од другата страна на препреката. И се он кога ќе дојде од другата страна на препреката, кога ќе посегне, кога ќе добие успех и ќе дојде до целта, он има позитивно искуство и тоа позитивно искуство прави позитивен заклучок. Можам, знам, ќе успеам, ме бива. Но она што се случува кога човекот ќе се разочара, кога нема да дојде до успех, кога ќе се обесхрабри, он добива даден тип на неуспеси во неговиот ум. И тие неуспеси он ги памти. И тие неуспеси остануваат за жал во неговата меморија. И он реагира врз база на тие неуспеси, носи негативен заклучок. Со други зборови, добива негативна мудрост. Затоа што имате луѓе кои што се постари, кои што се обидувале да дојат до целта, но самите тие препреки им ја земале енергијата. Кога ќе видите, помладите луѓе се многу повисоко по скалата на емоции, постарите луѓе се пониско по скалата на емоции, и тие понешто дошле пониско по скалата на емоции добиле даден тип на негативни искуства во нивниот живот кои што влијаат врз нив. И оваа книга има техника како да ги анулирате, како да ги намалите негативните искуства во вашиот живот. Има техника како се кренете по скалата на емоции, затоа што колку повеќе се кренете по скалата на емоции, фактички почнувате да размислувате со попозитивните податоци кои што човекот ги има во неговиот ум. Затоа што желбата за успех му се раѓа. И кога ќе видите желбата за успех да ви се врати, тогаш почнувате да ги користите исправните податоци во вашиот ум. Но кога човекот ќе падне надоле по скалата на емоции, он обично баш се поврзува со негативните податоци во неговиот ум. Затоа што ние имаме и позитивни и негативни податоци, но многу е важна желбата да успеете, многу е важна желбата за успехот. Не го збори баш тоа во оваа книга, но кажува многу слично поврзано со ова, зборува за свесноста, како свесноста се намалува, зашто свесноста се намалува, како меморијата не е веќе добра последен период, како да ја возобновите добрата меморија, како да го вратите вашето ниво на свесност, како се кренете по скалата на емоции, збори како да ги препознаете луѓето што се пониски, така натаму, зборува многу убави работи во оваа книга. Но ова е и мое согледување на сето тоа што сум го читал и така натаму. Гледате, кога човекот нема да успее, он у суштина што бара? Он бара оправданија зашто не успеал. И тие оправданија зашто не успеал му се на него полесни за да се оправда пред себе си и пред светот зашто човекот не успеал. И гледате, он поради тоа што сега има изговори, он почнува да ги зима негативните податоци во неговиот ум и се поврзува со тие негативни податоци, па ете таков е животот, па не можеш. Па сите луѓе се за никаде, не можеш да успееш во Македонија. Ете, знаете, имате некои луѓе ќе почнат ако не си нечесен не можеш да успееш, што е погрешен податок. Баш ако си нечесен нема да успееш дефинитивно. Треба си честен, треба си етичен, треба си морален и да успееш на тој начин и тогаш си цел и тогаш е задоволството најголемо. Но гледате, луѓето кога нема да успеат и кога имаат оправданија за нивните неуспеси, гледате, човек ако не успе и нема оправдание за неговиот неуспех, вика добро, ама можам да пробам вака, да видам кој е другиот податок. Може имам неточни податоци во мојот ум, да се поврзам со луѓе кои што се успешни, да читам книги кои што се добри. Гледате, он уште сака да успее, он уште има желба, ама зошто? Поради тоа што не се поврзал со негативното во него. А луѓето се поврзуваат со негативното во самиот себе кога ќе се откажат, кога веќе не веруваат во целта, кога веќе немаат жар да успеат, кога не сакаат да успеат, кога се разочарани. И тогаш сите негативни податоци околу нивниот ум не стануваат многу реални.
и се поврзуваат со такви луѓе кои што се на тоа неуспешно ниво, кои што ги шират па истите тие негативни податоци во кои што сега луѓе што не успеале веруваат. И луѓето кога нема да успеат, они веруваат во негативните податоци. Луѓе што се уште сакаат да успеат, они не веруваат во негативните податоци своји и не веруваат во негативните податоци на околината. Сега ви го кажувам колку интересно. Луѓе кои што не успеале веруваат во негативни податоци сопствени, затоа што им се полесни тие податоци да се оправдаат со нив дека не може човекот да успее. Затоа што тие негативни податоци се лесни. Исправните податоци се некојаш потешки. Кај нас како вика, дај да најам некоја комбинација. Па тоа е погрешен податок ти да бараш комбинација. Тоа значи да направиш некој алаш, вериш, дубара и така натаму. Замислите имате друг податок. Низ трња ќе поминеш, ама ќе стигнеш до успех. Па тоа е бољи податок. Ти треба дисциплина, не мотивација. Па тоа е бољи податок. Затоа што кога ќе видиш некогаш тие податоци кои што се исправни, ти се потешки, ама тие не ги сакаш, затоа што поминуваш низ потешкото. Дисциплина, етика, морал, тоа е исправно, ама е потешко. Ама на крај е полесно. Гледате, сите луѓе кои што сакаат полесни податоци, на полесен начин до успех, на полесен начин до едно, до друго, до трето, они што се поврзуваат со по-неточни податоци во нивниот живот. Ова е моје согледување, сега може не сум право. Ама гледате, зошто ова го зборувам? Поради тоа што во нашиот ум, пак ќе кажам, ова е моје согледување, во нашиот ум лепдат разни податоци. Точни и неточни. Но ти кога си етичен, чесен и кога високо си по скалата на емоции, и кога стварно сакаш да успееш, ти се поврзуваш и со потешките одлуки, се поврзуваш со потешките податоци. Ама затоа што сакаш да успееш, ти ги одбираш нив. Човек кој што подлегнал и не ќе веќе да успее, му е сеедно. И он, затоа што паднал по скалата на емоции, он сега ги зима неточните податоци кои што лепдат во неговиот ум и се поврзува со нив. Затоа што ние имаме море на исправни и погрешни податоци. Ама јас знам една работа. Човек што се уште сака да успее, он бара околу него податоци кои што се исправни. И обично зашто сака да успее, го има тоа ниво на свесност дека зависи до него и секогаш кога има идеја дека зависи до него, ние сме волни да водиме и по тешкиот пат. Ама исправниот пат. Зошто? Ама зависи до мене е. До мене е. И кога човекот ќе рече до мене е, он го препознава по тешкиот пат како поисправен. Кога луѓе ќе речат не е до мене, до околината е, вика, не е до мене, тоа е изговор. Excuse. Што значи зборот excuse? Excuse доаѓа од два збора. Тоа е англиски збор за изговор. External cause, cause. Надворешна причина. До општеството е, до околината е, до ово е, до оно е, до сите други е, само не е до него. Се гледате, он кога ќе ја стави одговорноста на околината не е до него, он ја губи својата цврстина. Ја губи својата моќ, со други зборови. Омлитавува. И он кога ќе омлита и кога ќе стане како шпагетче, бум, он се поврзува со шо? Он се поврзува со неточните податоци во неговиот ум и неточните податоци во општеството, поради тоа што се полесни човекот да ги инкорпорира во својот живот за да го оправда неговиот неуспех. Ама кога човекот е се уште јак и ќе рече до мене е, чекай да видам ја кај сгреши. Ќе видите се караат маж и жена. Што е најлесно? Жената да го обвини мажот, мажот да обвини жената. Најлесно е. И после тоа доаѓа до погрешни податоци. Ме разбирате? Кај ми е поентата? Луѓе кои што го сакаат полесниот пат, што со други зборови они да не се одговорни, затоа што да преземеш одговорноста е потешкиот пат на почеток, после е полесно, ама на почетокот е потешко. Кога човекот не сака да го земе потешкиот пат, он секојаш ќе се поврзе со погрешен податок. Затоа што ја нема етиката и ја нема одговорноста. Со други зборови ја нема свесноста. Гледате, затоа што човек кога не превзема дисциплина, што е потешкиот пат, он нема етика и морал и одговорност, што значи сака полесно. Се гледате, кога човекот ќе го одбере дисциплината, одговорноста, моралот, он ја добива свесноста. И кога човекот ќе развие свесноста, он ги препознава кои се точните податоци за успех.
Ме разбирате, он ги препознава кои се точните податоци за успех. Но ако човекот не сака да одбере дисциплина, он ја одбира мрзеливоста, што не е дисциплина. Мрзеливоста е полесна. Но гледа, мрзеливоста, ти ги знаеш кои се точните податоци, ама не ќеш да ги земеш точните податоци, зашто знаеш дека дисциплина е потешко, слушај го разумот, не слушај емоцијата. Исправно е тоа што е исправно, дури ако е потежок пат, ако е исправен, тоа значи дека е подобар. На него тоа не му се слуша, он тоа не го знае, он не сака тоа да го знае. Затоа што е до една фреквенција на мрза, каде што е многу лесно. А уствари после е тешко, ама му е полесно затоа што слуша емоцијата, не го слуша разумот. Гледате, разумот ги знае точните податоци. Сега ти мора да имаш јачината да го примениш тоа знаење на твојот разум, зашто што е дисциплина? Разум немаш убава емоција. Ти у дисциплина немаш убава емоција. Ама разумот и таа неубава емоција која што ти ја дава твојата цврстина како битие, те тера да го одиш исправниот пат и ти ги знаеш исправните податоци. Гледаш, ги знаеш тогаш исправните. Ти ги знаеш исправните податоци во дисциплина. Не ги знаеш исправните податоци или ги знаеш, ама не ти одговара да ги знаеш исправните податоци кога си умрзеливост. Затоа што си омлитавен. Не разбирате? Сега човекот мора да преземе одговорност. Сега се вратам на поентава со мажот и женава. Мажот ја окривува жената, жената го окривува мажот. Зошто? Па затоа што е полесно. Не. Замислете да почнат комуникациите во браков на следниот начин. Комуникациите во бракот обично што прават? Ајде да направиме муабет затоа што жената се сака да му каже колку мажов е крив. Мажов кај да правиме муабет жена зашто он сака да ја кара неа. Замислете да дозволат само да прават муабет во моментот кога они треба да преземат они одговорност. Знаете, жена, ти имаш глас, ама и можеш да збориш ако се збориш каде си сгрешил. Веројатно ќе ќутат и двајцата, и жена и мажот, нема да зборат. Нема да бидат толку волни, ајде да збориме, за да те окривам тебе. Зашто он вика, жена, дај да збориме, за да те окривам колку не знаеш. Жена, мажот, дојде да збориме, за да сватиш колку ствари ти не си добар. И сега, они така зборат. Тогаш почнува комуникација. Чекај ти кажам колку си крив. Ама замислете да почне комуникација, слушај, јас сакам ти кажам колку јас сум крив. Ајде да правиме муавет за да ти кажам моите грешки. И ти почне да ми правиш муавет за да ми кажеш твоите грешки. Уи, па тие нема да имаат конфликт, тие нема да имаат кавга. Затоа што, замислам, треба да збори, за да каже што он сгрешил. Сега, на луѓе што им е тешко да признаат дека сгрешил, тие немаат дисциплина. Теш, они ќе се поврзат со неточните податоци. Кои се неточните податоци? Мажов ја окривува жената. Он знае дека и он е крив, ама не му е лесно да признае. И он се со што е поврзан? Па женава дека е крива. Сега за него тоа е податокот. Ме разбирате, за него у неговиот универзум тоа е вистински податок. Гледате, тоа е вистински податок. Ама замислете он да рече, чекај бе жено, може јас сум крив. Сега, он кога ќе ја превземе одговорност, он што прави? Он почнува да согледува. Гледате, човек што презема одговорност вистински, он согледува. И тој збор го имаме, согледува. Сега, ти кога ќе почнеш да согледуваш, ти доаѓаш во контакт со вистинскиот податок. Ама ти, ако не превземеш одговорност, ти не можеш да согледаш. И затоа не доаѓаш во контакт со вистинскиот податок. Затоа што, замислете ги, вистинските податоци се тука, негативните податоци се тука. Сега човек да дојде до овие вистински податоци горе, он мора да превземе одговорност и да согледа, затоа што треба да види. Ама тоа значи треба да превземе одговорност и дисциплина, морал и етика. И он кога ќе го направи тоа, он согледува. Сега, за да ги одржиш тие позитивни податоци во твојот универзум и да си у контакт со нив, ти мора постојано да имаш дисциплина. Мора постојано да имаш одговорност. Мора постојано да работиш физички и да се трудиш за умот да остане свесен за тие податоци. Во моментот кога ќе ти падне дисциплина, ти веќе не се трудиш, ти почнеш да одиш надоле, затоа што немаш цврстината на битието. И оно кога ќе изгуби таа цврстина на битие и почнува да оди понадоле, он се поврзува со негативните податоци кои што пливаат околу него. Зошто? Поради тоа што паднал во однос на дисциплина, истрено, труд, морал и етика и одговорност. И кога човек ќе падне по тие квалитети, он веднаш се поврзува со негативните податоци кои што се пониско. Интересно. Човек ќе почне да работи теретана, иде у теретана, После втората недела више почна да мисли како здраво да се храни. Интересно.
Ама он почнал преку физичка активност, па почнал согледал дека треба да се храни малку подобро. Замислете, човек има во неговата библиотека на најубавата книга, има најубавата книга околу него. Ама не работи на себе. Не работи на себе. И он кога ќе почне да работи на себе, почне да работи на себе, крече: "Еве, генетика, знаете колку од вас сте ми рекли, жаре, имам генетиката 20 години ми стои таму." Да, ама вие се сте почнали да работите. Сте почнали да работите со мене, се сте гледали едно друго, трето и там таа книга ви станува реална. Еве книга, па 20 години имам у библиотека, па 20 години имаш, ама ако не работиш на себе, ако тоа не ти е реално, бум, тој податок е таму, ама ти не ја гледаш книгата. Зашто? Затоа што човекот не работи на себе, не поминува низ дисциплина, не поминува низ подобрување, зашто нештото да го подобриш. Ајде да ви дадам пример еден. Замислете, имате некоја река и вие кога ќе оставите во животот и течението, реката ќе ви однесе у бара. Ама ти за да бидеш подобри, за да доеш на изворот, ти мора да пливаш контра струјата на реката. Тоа е дисциплина, етика и морал. И се ти пливаш контра струјата на реката, се трудиш, пливаш. Ем се чувствуваш здрав, ем си дошол на изворот на реката каде што имаш многу убав кислород и убава вода. Ама ако не се трудиш, и ако оставиш животот да те води, ти ќе завршиш у жабокречината со жабите, кажа нема кислород водава и све е со бактерии и разни, појма немам што има ова бариле. Ама квалитетот на водата не е ист. Зошто? Па поради тоа што у барата ти се поврзуваш со неточните податоци. Со податоците кои што се погрешни. Таму се поврзуваш со нив. Зашто? Зашто не се трудиш веше. Зашто не се обидуваш да доеш до изворот, зашто не работиш на себе, зашто не се обидуваш да го направиш исправно, тоа што можеби е тешко. Зашто обично исправното и не е лесно. Нели? Зашто бара да си добар за себе, да си добар за друг. Многу работи бара исправното. Не е најлесно. Сега, тоа е како со храната. Сте видели некојаш најневкусната храна е најздрава. И највкусната храна таа што ти е со сладко, со благо, све што ти е убаво, таа е обично најнездрава. Зашто ако ти дава убава емоција, тоа не значи дека таа храна е здрава. Обично ќе имаш некоја храна која што не ти е вкусна, таа ти е здрава. Нема луѓе не ќе да ја јадат. Зашто? Па се водат по емоција. Не се водат по разум. Потешко е да се водиш по разум, полесно е да се водиш по емоција. Ме разбирате, потешко е. Друг пример да ви дадам. Имате можеби дечко и девојка, можеби не е модел. Сега емоциите ги поврзуваат, ама разумот вика не. И се потешко е да истраеш во разумот. Полесно е да следиш емоцијата. Затоа што разумот е разумен, емоцијата не мора да е разумна. И затоа кога човекот ки истрае во разумот, он бум доаѓа до мудрост, ама никогаш не доаѓа до мудрост ако ја следи лесната емоција. Лесната емоција. Затоа што гледате, лесната емоција ќе те донесе до барата. И таму со лесната емоција, затоа што си млитав ко шпагета, и све ти изгледа тешко, затоа што си млитав ти. Тоа не е тешко, ама ти си омлитав, све ти изгледа тешко, и ти се поврзуваш со оправдувачките податоци кои што се многу погрешни. Сите имаме исправни и погрешни податоци. Но гледайте, луѓето кога ќе дојдат у барата, на нив им одговара да се со луѓе што се у барата. И се тие податоци им стануваат реални. Но кога ќе дојдеш до изворот на реката, таму се луѓе кои што се труделе, кои што се обидувале, кои што вложувале труд, па ти имат подруги податоци. Да, ама треба таму да се одржиш во тоа ниво. Затоа што ти ќе ги препознаеш податоците кои умот ти е бистар. Ама никогаш не ти умот бистар у барата. Умот ти е секогаш бистар кога си на изворот. А за да доеш до таму, мора да се трудиш. И мора да следиш дисциплината, етика, моралот и одговорноста. Зашто кога човекот ќе преземе одговорноста, не му е лесно. Горко му е. Ако, нама што рековме, некојаш горката храна е поздрава од благата. Горко му е да преземе одговорност, супер. Само кога ќе преземе одговорност, ќе почне да ја сака околината. Лете, он не преземе одговорност. Како викам, ја имам еден цитат, тој на кој што сите му се криви, тој не е прав. Замисли на некој на што сите му се криви. Тој не е прав. Сега, тој мисли дека ги има најпаметните податоци. Ама не обстанува добро, не може он да ги има добрите податоци, не обстанува добро, не е среќен. Секој човек што се труди, што е горд на својот успех, он е среќен. Мора да има исправни податоци. Тој човек не можеш лесно да го разочараш. Затоа што се труди. Океј.
Така да, многу е важно да имате дисциплината, многу е важно да искочите надвор од комфорт зоната, за да дојдете до вистинските податоци, до знаење. Зашто секогаш знаењето е надвор од комфорт зоната. И за да дојдеш до тоа знаење, ти мора да излезеш надвор од комфорт зоната. А таму не е лесно. У комфорт зоната е лесно, ама го губиш знаењето. Зашто? Поради тоа што кога излезеш надвор од комфорт зоната, ти мора да знаеш. И го активираш тоа знаење кој што е исправно, кој што ти инстинктивно знаеш дека е исправно, го активираш поради тоа што мора се надвор од комфорт зоната. Ја тоа сум го кажал кога игра во Америка кошарка, одма ми текнуваше кога му учеа тренерите што да направам. Така да, мора, кога излезеш ти надвор од комфорт зоната, ти си ти. Ти се спојуваш со знаење. Ама во комфорт зоната никогаш не се спојуваш со знаење. Така да, лесно е да си неуспешен, тешко е да си успешен, поради тоа што успехот бара труд, но трудот, поентата што ми е, трудот, цврстината, внатрешна ваша одговорност и вашата етика, ќе ве доаѓа до вистинските податоци. Ќе ве донесат до податоците кои што ќе ти помогнат уште повеќе да успееш. Е сега, тоа е мудрост. Океј, може би се согласувате со мене, може би не се согласувате со мене, но интересно е да се размисли. Вистинските податоци доаѓаат во контакт со тебе, кој имаш дисциплината, етиката, моралот, честноста и одговорноста. А не е лесно тоа да бидеш и затоа луѓето ги губат вистинските податоци. Ајде да речеме, вистинските податоци се цена што треба да ги платиш за твојата истреност, упорност, трпеливост, трудољубивост, одговорност, морал, етика и честност. И цена на тоа да не си сето ова е да имаш, да пливаш у бара на неточни податоци, кои што стварите се само желба за изговор дека не си успел. Зашто човек што сака да успее, сакал неќел ќе ги најде исправните податоци, зашто ги бара. Зашто? Поради тоа што сака да успее. Човек што неќе да успее, неќе да ги бара исправните податоци. Човек што неќе да успее, колку и да му зборите, колку и да се трудите да му зборите на тој човек, прво мора да му смените желбата да успее. Зашто човек што не сака да успее, пак трнал надоле во патот на неуспехот, ќе има проблем. Океј, бидете волни да успеете. Секојаш трудете се да дојдете до повисоко ниво. Вратете дисциплината, одговорноста, етиката и моралот, што сигурен сум дека имате. И ќе видите дека ќе ги најдете сами исправните податоци. Поздрав! Се гледаме повторно петок. Чао!